Да преминеме на нашата тема. Некои работи ќе повторам од пред 2 саботи, попладне, саботата попладне, кога и доста беа отсутни, но и за да се надоврзиме, затоа што темата од минатата сабота во контекст на Светата вечера беше еден мал скок во оној материјал што сакам да го презентирам во врска со Божиот карактер, а сега се надоврзуваме, значи, на темата од пред 2 саботи. Кажавме и заклучивме дека кога станува збор за темата на големата борба, клучен предмет, односно централно место во големата борба завзема Божиот карактер, самиот Бог. Затоа што големата борба настанала, поттикната од Луцифер, еден највисок, најголем од ангелите, токму заради тоа што тој почнал погрешно да го представува Божиот карактер. Видовме кои бевме присутни таа сабота и како дошло до тоа, меѓутоа сега ќе повториме еден одреден дел од тоа. И не само што започнала врз основа на тоа големата борба, туку и трае и ќе заврши околу обелоденување, конечно обелоденување околу тоа кој е Господ, а кој е Луцифер. Затоа што се уште, барем ние луѓето, се сомневаме, можеби не ние овде што седиме, меѓутоа воопшто човештвото се уште нема разграничено кој е Бог и каков е Бог, а кој е Луцифер, затоа што ѓаволот се уште ги шири своите лаги и погрешно го представува Божиот карактер. Спомнав и тогаш, и сега ќе кажам, веројатно секој од нас, или барем повеќето сме доживеале да некој погрешно не представи нас и нашиот карактер, и како е тоа болно, како тоа болно го поднесуваме, и преку овој пример на големата борба можеме да се научиме една убава лекција, ако веќе зборуваме за нас лично, дека треба да оставиме повторно на Бога, треба да оставиме на времето и ќе се покаже кој е кој и кој е каков. Не губете нерви по такви работи, затоа што секојаш ќе се најде некој на кого што ќе му можеби засметате, кој што заради кај кого што ќе предизвикате можеби завист, љубомора и така натаму, пред се завист, љубомората е друга работа. Така да не се занимавајте со тоа, затоа што и Господ можел поинако да го реши целиот случај уште на старт. Меѓутоа, зошто остава 6000 години? 6000 години остава, за да нема ниту еден кој што ќе се сомнева каков е Бог, а каков од друга страна е Луцифер, и да сите на крајот им стане јасно кој е едниот и кој е другиот. Да видиме повторно како се одвивал тој бунт на небото, како започнал, како воопшто дошло до тоа Луцифер од совршено битие, херувим засолнувач, заштитник, да отпадне и да стане предводник на тој бунт на небото. Херувим засолнувач. Да се подсетиме само во Излез 37 глава, ќе прочитам 2-3 стиха, овде 4 стиха всушност. Излез, 2 Мојсеева 37 глава, од 6 до 9, всушност, кои биле тие херовими засолнувачи? Кај се наоѓале? Ова е исто така суштински да се свати и да видиме дека едноставно гревот е навистина мистерија. Како дошло до тој прв грев е мистерија, не може да се објасни, е несватливо. Значи, Излез 37 глава од 6 до 9 вели, потоа направи, значи во се инструкциите што од Господа ги добил Мојсей како секој дел и елемент од светилиштето да го направи. Вели, потоа направи очистилиште од чисто злато, или тоа е оној капак на ковчегот на заветот. Овде е преведено како очистилиште, или во англискиот превод е престол на милоста, место на милоста. Тука е, значи, на капакот, Божиот закон е доле, положен во ковчегот, па имате капак, тоа е тоа очистилиште од чисто злато, на кој што всушност го представува престолот Божи. Тука Бог седи. Значи, неговото владење е засновано на законот на правдата, но и
милост, затоа се вели престол на милост. Долго вели 2,5 лакти, широко лакот и пол, направи 2 херовима од ковано злато на двата краја на очистилиштето. Значи, тој капак, на двата краја тој капак на ковчегот на заветот, има направено 2 херовими, значи, тоа е показ само како тоа изгледа на небото, значи модел за тоа како Мојсија да го направи долу на земјата, во земскиот храм, односно скинијата тоаш. Еден херовим на едниот крај, а другиот херовим на другиот крај. Херовимите на двата краја ги направи од еден дел со очистилиштето, значи заедно со капакот. Херовимите имаат издигнати и расширени крилја, го засолнуваат со нив очистилиштето. Зато се вели херовим засолнувач или заштитник. Беа свртени со лицето еден кон друг, така што нивните лица им гледаа во каде? Во очистилиштето. Сушност каде гледале? Ако тоа е престолот Божи, ако тука е Бог. Во самиот Бог. И во законот, како сакате земете, нели законот е препис на Бога, на Божиот карактер. И сега замислете си, Луцифер е еден од тие херовими, тој ја има должноста да го засолнува, да го штити законот, да го штити Божиот поредок, општо поредокот всушност во оваа вселена, и гледа, погледот му е на Бога, на Божиот закон, и еден од тие, тој херовим засолнуваш, да падне, да се родат такви мисли кај него, како би било јас кога би седел таму. Затоа гревот нема, значи во тој чист свет без грев, како сега се родиле тие мисли кај него? Како воопшто? Значи бил веднаш до Бога. Прв, најголем од ангелите, веднаш до Бога. И сега тука е опасноста, нормално, ама опасноста од оваа страна на животот, нашиот живот, како ние го искусуваме, че опасноста ако само еден е пред тебе, во позиција, нормално дека ќе посакаш ти да бидеш на тоа место, нема што да бараш друго. Тоа е единствената мисла што може да ти дојде. Ама во тој чист живот на небото, не знам како се случило ова, нема едноставно одговор на ова. Но меѓутоа се обидуваме да сватиме како тие мисли се роделе во неговата глава. И ако читаме во Езекијел 28 глава, од 14 до 17, кај што се дава опис преку описот на Тирскиот цар, всушност ни служи ова како опис и за Луцифер и за неговиот пат. Велите, поставив како раскрилен херовим, заштитник. Беше на светата Божја гора, одеше среде огнено камење, совршен беше по своите патишта од денот на своето создавање, доека не ти се зачна беззаконие во срцето. Тргувајќи изобилно се наполни со насилство и сгреши, 17 стих, срцето ти се возгордеа заради твојата убавина, ја занемари својата мудрост заради своето богатство. Да видиме како се одвил тој бунт. Рековме и тогаш и сега ќе повторам, Луцифер, како и сите небесни суштества, се што е создадено од Бога, му е дадено прилика да напредува, да се развива, да учи во сета вечност. И сега не можеме да нагаѓаме, колку и да нагаѓаме, тука можеме да манипулираме со милиони и милиарди дури години, не знаеме ние кога тоа Луцифер се кренал на бунт. Значи, може би со милиарди години тој многу добро го познавал Господа. И милиарди години тој очекува сега да напредува од позицијата што ја има, затоа што учи, расте и еве тие мислата сега, милиарди години и стојам во место. Милиарди години помина, а јас сум се уште тука на таа позиција. Веројатно Бог нешто спрема, нешто повеќе од тоа. Но никако, значи не знаеме временски кога се случило, можеме да претпоставиме.
Но ѓаволот ја направил онаа иста грешка која што денес мнозина луѓе ја прават. И земавме пример, тогаш пак ќе повторам еден општ пример. Кога Бог започнува едно ново движење како апостолите. Во првиот век, ново движење, нова црква, нов почеток. И на почетокот таа црква, тоа движење нема доволно ресурси, нема пари доволно за да се развива. И луѓето во таква ситуација целосно се подпираат на Бога и знаат дека се зависни од Бога. Меѓутоа со текот на времето, како таа организација, било предпријатие, што сакате земете, пример, взимам чисто прост со движењето кое што настанало тогаш, како се расте, има повеќе прилив на пари, средства, и се повеќе склоноста на човекот да се оддалечи од Бога, да заборави на Бога, да својот поглед го впери кон средствата, кои што всушност се дар од Бога, значи кон дарот, а да заборави на дародавецот, на оној кој што се е негово и се дава, се е од него. Историјата е полна со вакви примери, земете ги сами од Соломон, дори и тој. Исто како Луцифер може да кажеме, дека се возгордеа заради својата мудрост и заради богатството. Таа мудрост му помогна, слично како Тирскиот цар, ако читате таму, значи, таа мудрост му помогнала да се збогате, меѓутоа тоа богатство, потоа заради богатството ја изгубил и мудроста, и Луцифер, и Соломон може да кажеме истото, и заради тоа се возгордеал. И затоа ми се мили овие стихови, кои што ги читаме во Пословици, ги кажал истиот тој Соломон, од своје искуство во 30 глава, од 7 до 9. 30 глава, 7 до 9 Пословици. Запамтете ги, овие се многу овие стихови, веројатно ги знаете. Ja дури некојаш ги користам и во молитва, која се молам. За две нешта те молам. Не откажувај ми ги, додека не умрам. Оддалечи ги од мене суетата и лагата, не ми давај ни сиромаштво, ни богатство, храни ме со мојот насушен леп. Ни сиромашен, ни премногу богат, средина што велиме, средна класа која што ја нема, гледате како, значи, ѓаволот намерно ги ствара такви состојби и во општеството, за да, ако си на оваа страна, ќе бидеш во искушение да крадеш. Ако си на онаа друга страна, ќе го забориш Господа. Ќе мислиш дека си створил со своји раци и така натаму и вниманието ќе падне врз тебе. Еве што вели. Значи, оддалечи ги од мене суетата и лагата, не ми давај ни сиромашно ни богатство, храни ме со мојот насушен леп. Лебот наш насушен дај ни го, нели? Дел од молитвата Отче наш. За да не се откажам од тебе, откако ќе се наситам и да речам, кој е Господ? Или осиромашувајки, би крадел и би го онечистил името на својот Бог. Ете, Соломон научил многу работи од тој негов живот и го моли Господа не сиромашен, не богат премногу, затоа што ќе биде во искушение. А Луцифер, замислите си, години напредува, да не читаме оние други стихови таму како бил накитен, значи стварно убав, прекрасен. Убавината исто, ја спомнавме дел од тоа кој што го возгордеала. И на почетокот бил зависен од Бога, меѓутоа поминале милиони, милиарди можеби години, знаеме сега, претпоставуваме. И, како што кажав, стои во место, ништо не се случува, се е тоа и почнува да се фокусира на самиот себе. Наместо Бога, на Бога гледа на себе и дури наместо Бог, тој неговите судови почнал неговите судови станале стандард за се. Значи. Почнал многу и да критикува, почнал да ги гледа другите како вакви, онакви, нешто се им фали, а тоа е најдобриот. Се му било криво и така натаму. И не само тоа, туку спомнавме Езекијал 28:17 вели, ја занемари својата мудрост, или подобриот превод ревидирано вели, поради богатството твое си ја загуби мудроста своја. Луцифер ја изгубил својата мудрост, веќе не можел да резонира како што треба.
И почнал да размислува дека всушност тој е посупериорен од Бога. Иако Господ многу добро го знаел. И видовме, ќе видиме и сега дел од оние цитати од патриарси и пророци од 35 страна, тука 35 до 37 страна, оригинално од патриарси и пророци, ако го читате таму, тоа ќе сватите всушност како се одвивале тие работи, тие мисли во неговата глава. Вели, малку по малку, секојаш е така, малку по малку, не доаѓа одеднаш. Малку по малку, Луцифер почнал сами од себе си да се извишува. И иако сета слава на овој силен ангел бил Божи дар, тој сепак не ја почнал да ја смета за своја собственост. Ништо немаме ние од Бога. Се ни е дадено од Него. Мислам, ништо немаме ние сами од себе. Се ни е од Бога. Што следи потоа? Вика, бидејќи не бил задоволен со својата положба, иако бил ценет повеќе од било кој припадник на небесните војски, знаете колку бил ценет, највисок, најголем од сите, најубав, тој се осмелил да жедне за обожавањето што му припаѓа само на Творецот. Копнејќи држно за славата со која вечниот Отец го обкружил својот син, овој ангелски кнез се стремил и кон власта која била првенствено Христово право. Значи, да ја спомнав Бог претходно, меѓутоа Христос бил тој првиот кој што му смета за нели да напреднува, да дојде на повисока позиција. Тогаш совршената хармонија на небото била нарушена. Склоноста на Луцифера наместо на Бога да си служи на себе си, разбудила чувство на страв кај оние кои славењето на Бога го сметале за своја највисока должност. На небесниот совет ангелите расправале со Луцифер. Божиот син му укажувал на големината, добрината и праведноста на Творецот и на светата и непроменлива природа на неговиот закон. Видите, Божиот син разговара со него. Исус. Небесниот поредок го поставил и го утврдил лично Бог. Со отстапување од тој поредок Луцифер би го презрел својот Творец и самиот себе би се струпалил во пропаст. Но опомената упатена до него, искажана од љубов и милост, предизвикала кај него уште повеќе бунт и противење, дух на противење. Значи не помогнале ни советите. Вели, овој кнез на ангелите си поставил за цел на Божиот син да му го оспори правото на врховна власт и со тоа да ги побие доказите за мудроста и љубовта на Творецот. Како ќе му ги побие? Ова е лудост веќе, значи не само што е изгубил мудроста, веќе преминува во лудост. Исто како со Соломон, еве како пример земски. Како? Морал Господ да свика еден собор, да објасни на сите зошто Исус има посебен, поинаков, односно третман, кој што Луцифер криво го разбрал, затоа што така сакал. Зошто? Затоа што почнал да му завидува на Христа, ја посакал неговата позиција, така сакал едноставно. Не дека било тешко сватливо. Тешко ли е сватливо дека Исус е Творецот, Отецот, Исус, они се Бог. Ти не си, ти си создание, ти си творба. Ајде да читаме во Исаија 2 стиха, 29-16. Овој проблем го имаат и луѓето денес. Значи, од секојаш, и минатиот пат спомнав, машки рече на својата жена, јас сум за тебе Бог. Не постои друг Бог. Јас сум за тебе Бог. Јас што ќе ти кажам, тоа ќе правиш. Како тоа човек се представува за Бог? Политичар, било кој, некој силна нација, кој што се прави дека е Бог и може да прави што сака. Видите што велат овие стихови, Исаија 29:16. Колкаво безумство, видите со кои зборови се користи Исаија, колкаво безумство, дали се цени глината колку грнчарот, па делото да му рече на својот Творец, тој не ме направи? Или грнецот да му рече на грнчарот, тој не разбира ништо? Ма каков Бог? Созданието за Творецот. Ито до кај дошол Луцифер. Безумство, од мудрост, од мудар, од убав, од најголем, до безумие. Или Исаија 45:9, сличен стих.
Тешко му на оној кој се расправа со својот творец, а е сад меѓу глинени садови. Сад, глинен сад, земјен сад, а се расправа, алудира на човекот, меѓутоа, еве и Луцифер, иако нели, ангелите се еден степен повисоки од луѓето, од човечкиот род, и вели 9 стих, тешко му на оној кој се расправа со својот творец, а е сад меѓу глинени садови. Дали му вели глината на грмчарот, што правиш, или неговото дело нема раце? Денеска луѓето велат, кој Бог, каков Бог? А мене, татко ми и мајка ми ме создале, значи, ја тоа што создавам, ја создавам со мои раце. Каков Бог? Кој е тој Бог? Го гледаме? Има тој Бог раце? Па да ме создал тој? Грнецот на грнчарот. Не му вели сигурно така. Ама ете, се наоѓаат луѓе што велат така. Луцифер прв го започнал тоа. Како не можел да го разбере тоа? Ама мудроста заминала, се претворила во лудост, во безумие. Како беше во Римјаните 1 глава, се сеќавате? Како тоа непознавањето на Бога или отфрлањето на знаењето за Бога оди од зло во зло, во една декаденција. И во прва глава Римјаните ги имате тука, значи, сите зла и оние зла со кои што не оптеретуваат денес, маж со маж, жена со жена, и како го оставија природното општење и така натаму и така натаму, во својата мудрост, правејќи се мудри избезумеа, се клањаат на кипови, на нешто што самите тие ќе го направат. Замислите си која безумие. Нешто што нема врска со здравиот разум. Меѓутоа тоа е тоа. И сега Господ интервенира и сега мора да му објасни, да објасни пред сите. Нормално, му е мил Луцифер. Царот на Вселената ги собрал пред себе небесните војски, че ова исто од претраси и пророци, пред нив да ја објасни вистинската положба на својот син и да го покаже неговиот однос кон сите создадени суштества. Божиот син зазел место на престолот на Отецот и славата на вечниот самопостоечкиот ги обкружувала двајцата. Околу престолот се собрале ангели, непрегледно безбрно мноштво, 10.000 по 10.000, 1.000, значи милиарди може да кажеме, слободно. Највозвишените ангели како и слуги и приврзаници кои се радувале за светлината која што се излевала од божеството врз нив. Пред собраните небесни жители царот изјавил дека никој освен неговиот единороден син Христос не може наполно да проникне во неговите намери, дека само нему му е дадено да ги извршува силните совети на волјата на Отецот. Зошто? Затоа што кажавме. Тие се Бог. Исус е Бог, Отецот е Бог. Луцифер е создание, ние сме создание. Една огромна разлика. Кратам да не се задржуваме повторно на ова. И сега што се случува? После тоа собрание, ангелите вели со радост ја признале Христовата врховна власт, откако нели Отецот објаснил зошто треба да се прави таа разлика. Се поклониле пред него, му укажале љубов и најголема почит, и Луцифер се поклонил заедно со нив. Се крши се уште Луцифер, но во неговото срце се водела до тогаш невидена жестока борба. Вистината, правдата и преданоста се бореле против зависта и љубомората. Извесно време се чинело дека влијанието на светите ангели действува врз него. Доека се издигнувале похвални песни и слава во хармонични акорди, на илјадници радосни гласови се чинело како лошиот дух да исчезнал, неискажлива љубов длабоко го потресла неговото битие, сообразно со светите чувства на собраните. Неговата душа се свртела кон љубовта на Отецот и Синот. Но, значи малку по малку, тоа оди малку по малку, како што некој ќе го видите, ќе дојде во црква, ќе може да дојде и до крштевање, се крсти, потоа малку по малку ќе отиде. Неприметно, меѓутоа тоа се случува во срцето. Но повторно вели се возгордел со својата собствена слава. Копнежот за власт повторно оживел и уште повеќе му завидувал на Христа. Не можел да се справи со таа завист. Посилно бил него.
И си велел, зошто би ги Христос да има највисока власт? Зошто нема му се укажува поголема почест отколку на мене? И вели, напуштајќи го своето место во непосредна Божја близина, Луцифер одишел меѓу ангелите да шири незадоволство. Му било потребна поддршка. Почнала кампањата. Да ги убедува дека Бог не е тоа како се прикажува. Не е тоа што за самиот за себе го вели. Тоа е сосема поинаков. Може би сте имале прилика исто во животот да слушнете зборови од некој, не е Борче тоа што се прикажува. Вие не го знаете него. И целиот овој извештај ни укажува на тоа дека кај Луцифер се случиле многу промени за да се случи бунтот, да почне бунтот. А клучната промена е таа што почнал да гледа на Бога како што не гледал порано. И почнал да го прикажува поинаку од тоа што Бог е. И како што кажав, дошол до погрешни заклучоци заради тоа, ама затоа што така сакал, значи сакал позицијата. Дека Бог е пристрасен. Штом Бог така постапува со својот син, за разлика од сите нас други, тој е пристрасен, а вели дека не гледа на лице, дека не е пристрасен. Видите, Бог лаже. Меѓутоа, ова било сосема неоправдано од негова страна. Како можел да бара тој, или јас да барам, да бидам на местото на Создателот, на Творецот? Па тоа е безумие, читавме. Но тие идеи, заради тие своји аспирации што ги имал за повисоко место, ги ширал се повеќе и повеќе и станал страшен непријател на Бога, посебно на Исуса, кон кого била насочена таа завист, и подосна ги проширил и на земјата. И реков минатиот пат, сега се спуштаме на земјата. Вели цитатот од Копнежот на 21 страна: гревот произлегол од себичност. Луцифер, херовим, засолнувач, сакал да биде прв на небото. Тој настојувал да завладее со небесните суштества, да ги одвои од нивниот Творец и нивната верност да ја придобие за себе. Од таа причина, видите многу јасно вели Елен Вајд, Луцифер неточно го прикажувал Бога. Зошто? Зошто Луцифер го прикажувал неточно Бога? Затоа што ја посакувал неговата позиција. Да, морал да создаде поинаква слика. Ви кажав, тоа е исто како кампања, значи политичка кампања. Значи, за да го срушите вие противникот, мора не да лажете тука, мора да користите сите можни елементи, се што може ќе ви падне во раце за да ја добиете вие власта, припишувајќи му желба за самовозвишување, вели. Самоизвишување. Деме Господ сакал, имал желба да се самоизвишува. Чи тоа што тој го имал како желба, му го препишувал на Бога. Своите лоши особини почнал да му ги припишува на Творецот, кој е извор на безмерна љубов. Така ги измамил ангелите. И внимавајте, понатаму ќе збориме. Светото писмо вели дека 1/3 од ангелите измамил. Не, 1/3 сите ги измамил всушност, ама 1/3 тргнале по него и се вклучиле во тој бунт. Ке зборуваме за тоа понатаму. Дури до крстот на ангелите се уште не им било јасно. На непаднатите зборувам. Не им било кристално јасно расчистено. Зашто ги слушале неговите зборови, нешто поверувале, меѓутоа не тргнале по него. На крстот се разјаснило. За човештвото се уште не е јасно, се уште се разјаснува. Затоа сме и ние тука повикани, за да прикажувајќи го Божиот карактер онаков како што е, да им обелодениме на луѓето надвор кој е Бог, кој е Луцифер, да направат јасна дистинкција и да преминат на вистинската страна. Вели, така ги измамил ангелите, така ги прелагал луѓето, навидувајќи ги да се посомневаат во Божјата реч и да загубат доверба во неговата добрина, затоа што Бог е Бог на правда и на неспоредливо величество. Сатаната ги навел Бога да го сметаат за строг и безмилосен.
А читавме минатиот пат стихови. Значи, Бог прави нешто затоа што тој е таков. Затоа што Бог е праведен, од него произлегува праведност. Дава праведен закон. Законот е заснован заповедите на правдата и вистината, како што читаме во 111 псалм. Меѓутоа, ѓаволот го прикажува сосема поинакво. И вели и така ги навел да му се придружат во бунтот против него и на светот се спуштила ног на проклество. Вели друг цитат од големата борба. Сатаната лажно го представувал Божиот карактер на небото, прикажувајќи го Бога како строг и насилник, а исто така и на земјата ги завел луѓето во грев. И еве да отвориме Битие 3 глава и пак да се подсетиме на овие стихови. Од први стих, Битие 3.1. Кои се првите зборови на змијата, односно на Луцифер, преку змијата, како медиатор, нали, ја користел? Вистина ли е дека Бог рекол, нека јадете од ниедно дрво во градината? Веднаш сака да создаде сомнеш. Значи, веднаш криво го представува Бога пред Адам и Ева. Не е така како што Бог се прикажува, не е тоа тој Бог. Тоа што ја кажал, не, има некоја сокриена намера тој, затоа тоа така ви го кажал. Ева знаела дека Бог е праведен и добар. Не знаеме ни, колку време откако биле создадени Адам и Ева па сгрешиле. Не знаеме. Значи, тука може би се опрашани години, да не кажам милиони. Мислам дека Елен Вајд спомнува некаде дека таму сепак било на почетокот некаде, но не знаеме. И сега сатаната сака да внесе сомнеж во врска со Божиот карактер. И дека сатаната успел во својата намера се гледа од одговорот на Ева во вториот стих. Што вели? Жената и рече на змијата, смееме да јадеме плод од дрвата во градината. Третиот стих, само за плодот на дрвото што е среде градината, Бог рече, не јадете од него и не допирајте го за да не умрете. Сега можеме никогаш не сме се задржували на овој дел, ама сега ќе се задржиме на овој дел. Значи има тука повеќе аспекти, но сакам на овој дел да се задржиме. Оти сме зборували многу пати. Што вели Ева? Не јадете од него и не допирајте го, нели тоа го додала, окей, за да не умрете. Така рекол Господ. Што вели во втора глава, Битие 16-17 стих, каква заповед им дал Господ? Господ Бог му заповеда на човекот, велејќи јади слободно од секое дрво во градината, 17 стих, но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото, во денот кога ќе јадеш од него, ќе умреш. Не вели така, вели. На вистина ќе умреш. 100% ќе умреш. Со сигурност ќе умреш. И видите како ѓаволот, значи, успел веќе со првото прашање веќе да создаде сомнеш кај Ева. Зашто таа вели, па ете, ако скинеме од дрвото, така не вели Господ, ќе умреме. Сега дали ќе умреме, дали? Тоа може да значи и вака и така, но Господ рекол, на вистина ќе умре. Тоа што не умреле истиот ден, Адам и Ева, тоа е заради Божјата милост. Знаеме, веднаш стапил Бог, односно Исус тука и планот на спасението. Но Господ рекол, на вистина ќе умреш. И сега оди ѓаволот понатаму во следните чекори и вели во 4 и 5 стих, а змијата рече на жената, на вистина не ќе умрете. Па тој ги користи истите тие зборови. Не, јас ви велам со сигурност нема да умрете. Туку Бог знае дека во оној ден кога ќе јадете од дрвото, ќе ви се отворат очите, ќе стекнете нови знаења, нови мудрости, нови сфери на знаења, и вие ќе бидете како Бога, распознавајќи го доброто и злото. Еве, какво криво представување. Дали дрвото Господ го дал за да се заштити себе, дрвото на спознавање добро и зло? Не, сосема спротивното. Господ го дал дрвото за да не заштити нас, за да го заштити човештвото. Господ никогаш немал намера човекот да го познава злото. Господ сакал човекот секојаш да живее и да го познава само доброто. Ама видите сега како искриво колчување. Значи, од една страна Бог ви дава
безграничен развој, нели, како што спомнавме за секое суштество што Господ го создал, безгранично знаење, во сета вечност ќе учиме, како што спомнавме, ама од друга страна ви брани некои работи, зошто? Затоа што се плаши да не станете како него. Неки конкуренција. Господ не сака, не ја дава својата позиција. Токму тоа што Луцифер го сака. Тоа им го става во главите. Ви задржува, значи, некое знаење, оти се плаши за својата позиција, себичен е. Затоа ве лаже дека ќе сте умреле ако скинете тоа дрво. Не, јас ви кажувам, со сигурност нема да умрете. Значи, своите идеи и желби ги пресликува на Бога и ги става во главата на Адам и Ева. Но како што кажав, Господ не го дал дрвото за себе си, за да се заштити туку нас. И така Ева прифатила една поинаква слика за Бога и всушност можеме да кажеме дека тоа значи дека избрала да му служи на друг Бог. Затоа што ако Бог е ваков, а вие сметате дека е поинаков, вие му служите на тој. Другиот Бог, оној кој што ви го представува Бога како поинаков, верувате на неговите зборови и всушност го прифаќате него. Ова е многу важно да се напомене, уште малку, ќе се стрпиме, дека кога во животот вие избирате друг Бог, освен единствениот жив Бог, вие всушност се оттргате од изворот на животот. Вие избирате да умрете. Господ не само што не создал, туку тој и не одржува. Господ не само што ги создал планетите, целата Вселена, тој ги одржува. Читате, нели, стално, мислам дека скоро беше или пак се уште не е дојден денот кога, не знам, некој астероид треба да помине не знам колку километри тамо од земјата. Како ѓавол ги онадува тие вести, знаете? Мислам, ја верувам дека тоа е така, ама што? Господ ќе дозволи да удари астероид, да ја уништи планетата? Значи, сакат да ни представат дека тоа е хаос таму, не знам, во Вселената. Господ точно патека одредил за секое небесно тело. Се е тоа под негова контрола. Се Господ одржува. Земјата, животот на земјата, Господ го одржува. Позарем тоа не ни го вели писмото. Во Евреите 1.3 се вели дека Бог држи се со своето моќно слово. Колосјаните 1 глава 16-17 стих. Ви се најубави стихови кои зборуваме за тоа. Колосјаните 1.16-17. Бидејќи преку Него, преку Исуса, е создадено се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо, било престои, било господства, било началства, било власти, се е преку Него и за Него создадено. 17 стих вели, тоа е пред се и се во Него стои. Се одржува во Него. Или е Воспитување 132 страна, цитатот гласи вака, многу убав цитат. Раката која, ова е проза, ама дури поезија изгледам овде. Раката која ги одржува световите во просторот, раката која одржува се по целата Божја Вселена во уреден поредок и неуморна активност, тоа е раката што била прикована на крстот поради нас. Истата таа рака одржува се во еден ред и склад. Значи, одвојувајќи се од изворот на животот, вие одите во сигурна смрт. Тоа што Адам и Ева не умреле истиот ден, значи кажав, тоа е само акт на Божјата милост. Значи, така што Бог им го забранил дрвото заради нивно добро, за да ги одржи во живот. И тоа никако не може да се доведе во врска со тоа, со некаква негова себична побуда, како што тоа, нели, ѓаволот го прикажал. Уште еден цитат од големата борба и полека привршуваме. Значи, големата борба, 569 страна. Вели, сатаната постојано се труди погрешно да го представи Божиот карактер. Затоа реков, не само што започнала големата борба околу оваа тема, околу таа тема постојано се одвива и ќе заврши. Постојано се труди погрешно да го представи Божиот карактер.
Може да замислите каква е таа завист, каква е таа злоба. Не му успева, знае дека не може веќе да ја заземе позицијата Божја и сега да уништи што може со себе. Природата на гревот и вистинскиот резултат, значи, постојано се труди погрешно да го представи Божиот карактер, природата на гревот и вистинскиот резултат на големата борба. Неговите измислици го заслабнуваат чувството на обврска кон божествениот закон и на луѓето им дозволува да грешат. Зошто удира на законот ѓаволот? Па тоа е карактерот Божи, да, тоа е преписот на Божиот карактер. Повторно се води борбата околу Божиот карактер. Аха, изменета е оваа заповед, не важи законот, не знам, нешто важи, нешто не важи, значи, аха, Господ е ваков, Господ е таков, не, сега ќе избришам нешто, тоа вие добивате друг Бог, друга личност, други карактеристики. Во исто време, сатанат им помага да негуваат грешни сваќања за Бога, така што Бог повеќе да го гледаат со страф и омраз отколку со љубов. Исто тука мнозина фаќа ѓаволот. Свирепоста што е составен дел на неговиот карактер, сатаната му ја припишува на Творецот. Аха, значи тој дал закон, законот не може никој да го држи, па едва и чека да сгрешите, да ве казни, да ве погуби, да ве уништи. Таа, вели, е олицетворена во верските системи и се гледа во начинот на богослужението, кај многу верски заедници. Така човечките души стануваат затемнети и сатанат и ги употребува како своји орудија да војуваат против Бога. Вели, прифаќајќи ги изопачените сваќања за божествените особини, божечките народи били наведени да поверуваат дека им се неопходни човечки жртви, за да задобијат божествената наклонност. Заради кривото сваќање на Бога, на тоа кој е Бог и каков е Бог, го имате и тоа, пренесување на човечки жртви. Демек, ќе го милостивиме Господа со тоа што ќе принесеме човечки жртви. Која лудост понатаму? Бог е љубов. Значи, како беше онаа мисла, вие ништо повеќе не можете да направите за Господ повеќе да ве сака, добро нешто да направите, а и ништо повеќе лошо не може да направите за Господ помалку да ве сака. Точка. Господ ве сака со вечна љубов секојаш. И вели, ги наведува да поверуваат дека им се неопходни човечки жртви за да ја задобијат божествената наклонност. Овие луѓе направиле страшни суровости едни на други, следејќи разновидни облици на идолопоклонство. Од сето ова, што го кажуваме, се гледа дека темата за Божиот карактер е всушност централна тема на големата борба. И затоа е многу важна тема, која треба правилно да се разбере и за да исправно се свати самата борба меѓу Христа и сатаната. И за да се заземе вистинската страна во конфликтот, мора да знаеме со кого си имаме работа. Кој е Бог, а кој е Луцифер. За жал, се уште мнозина се на погрешната страна, но како што кажав, ние сме тие кои што сме повикани, колку и да имаме светлина, доволно, знаеме дека во целата вечност ќе проучуваме Божиот карактер, меѓутоа доволно од она што го знаеме, а знаеме многу, фала му на Господа, да им го прикажеме и пренесеме на другите, за да и тие заземат вистинска страна во овој конфликт, затоа што конфликтот се движи кон самиот крај и зависи нашата вечна судбина од тоа на која страна сме. Нека Господ ни помогне да ја заземе вистинската страна, а ние сме ја зазеле, верувам, уште одамна, да ни помогне да ја одржиме, да се одржиме на таа страна. Нека му е слава нему. Амин. Господи Боже наш, Ти благодариме што ни се открил онаков каков што си, а се откриваш токму преку Библијата и пред се преку Христа и неговиот живот и се тоа што Тој го покажал и докажал додека живеел на оваа земја како човек, кој еден од нас се доближил до нас за да можеме ние да те разбереме Тебе, да сватиме дека Ти си љубов, да сватиме дека Твоето владење се темели на правдата, но и на милоста и
да го избришеме секој сомнож од нашата глава, кој што го всадил ѓаволот со текот на времето, кој што се уште може би се обидува да го всади за тоа каков си. Спомнавме, мислам, во текот и на поуката, дека, или беше претходно читано, дека проблем е тоа што ние немаме доволно вера во Тебе, а тоа се темели на тоа што те замислуваме како човек. Па де едно ќе кажеш, де друго ќе кажеш, или ќе излажеш, или тоа е повторно од ѓаволот, неговата измама. Не, Господи, ти си рекол јасно и гласно дека ти не си човек па да лажеш. Ти кога ќе кажеш и ти кога ќе ветиш, ти исполнуваш. Затоа треба ние да се подпреме на Твоите ветувања и да имаме цврста вера и заедница со Тебе. А многу полесно е да имаме вера во Тебе кога знаеме дека си ти непроменлив, дека си тој кој што си, кој што се кажуваш дека си. И верувам дека и сите ние сме искусили од нашите лични животи дека си добар, дека си Бог кој љубиш и укажуваш милост и правиш се за наше спасение. Помогни ни да тоа го сватиме за себе, но и да исправно те пренесеме и го пренесеме Твојот карактер пред луѓето на кои што им сведочиме, во кои што имаме контакт, за да можат и тие да те запознаат и тие да се спасат. Водени во остатокот на овој свет саботен ден и излеги Твоите обилни благослови, а за се сме Ти неизмерно благодарни во Христово име.